Почитувани, пред нас се уште едни парламентарни избори што ќе се одржат на 27 април оваа година. Сведоци сме дека во две детиниската плурална историја на Македонија не ја оди добро. Именувањето на власт на ВМРО ДПМН и СДСМ не менува ништо. Се повеќе македонци се свесни за оваа ситуација и се убиваат да најдат излез од оваа лоша состојба. Затоа македонските граѓани сега со право се прашуваат што и после овие избори. Надам да свика денешната пресконференција во обидот да даде одговор на ова многу битно прашање и истовремено да ги представи пратеничките листи на НДМ. Имено, без оглед дали победува ВМРО ДПМН или СДСМ, постојано се коалицира со партија на македонските албанци. А во такви услови сведоци сме дека се прават крупни отстапки спрема македонците од македонските партии во власта и се заради голо одржување на власта. Од тука Македонија има потреба од патриотска партија која ќе биде своевиден коректор меѓу македонската и албанската партија во владата. Не е претерано да кажам дека со тоа всушност се обезбедува опстанокот на државата, бидејќи се ќе биде подруго ако извршната власт покрај ВМРО ДПМН или СДСМ од една страна или албанска партија од друга страна ќе биде дополнета и со Народно движење за Македонија како партија која се бори за одбрана на државните и националните интереси. Значи, НДМ на овие избори очекува да влезе во парламентот не заради освојување на власта, туку да ја контролира владата, заради заштита на државните и националните интереси. Меѓутоа, радува фактот што се повеќе созреваат условите за демонтирање на двопартискиот систем во кој повеќе од 20 години владеат ВМРО ДПМН и СДСМ. И според нашите проценки, овој процес на целосно маргинализирање на овие две партии ќе заврши во наредните од 8 до 10 години, а Народно движење за Македонија ќе биде предводник на овој процес. Дотолку повеќе на последните локални избори во март минатата година, Народно движење за Македонија оствари трет изборен резултат. После ВМРО ДПМН и СДСМ се освоени 15.537 гласови и 9 советници, со што граѓаните на Македонија најавија дека има потреба од нов политички избор. Во однос на пратеничките листи, сакаме да информираме јавноста дека Народно движење за Македонија ќе настапи нови избори со пратенички листи во 5 изборни единици. Во првата изборна единица јас ќе бидам носител на листа на кандидати за пратеници, во втората изборна единица носител ќе биде Зоран Јовановиќ, во третата изборна единица Саша Ивановски, во четвртата изборна единица Гоце Јанков и во петата изборна единица носител ќе биде Роберт Спасеновски. На крај, уште да кажам дека Народно движење за Македонија на овие избори ќе понуди економска програма со 25 конкретни мерки кои што граѓаните ќе имаат прилика да ги видат сега со почнувањето на изборната кампања, а овие мерки ние сме длабоко убедени дека севкупно ќе го вратат достоинството на македонските граѓани. Од тука, значи, ние во НДМ го правиме долго очекуваниот потек, сега наред се македонските гласачи. И да си сосема за крај, да кажам дека Народно движење за Македонија на овие избори ќе настапи со слоганот за радикални промени во Македонија. Благодарам. Ако има некој прашање, повелете. Ќе поддржите некој од претседателските кандидати? Ние како партија нема да поддржиме некој од претседателските кандидати, ќе оставиме на слободна волја на кандидати кои што ги гласаат, а јас лично нема да гласам за ниеден. Саша, ние гледахме тебе претходно на митинзите на СДСМ, каде се ова? Благодарам за прашањето. Мојот интерес да се вклучам во политиката е бидејќи мислам дека треба на опозицијата да се помогне да се променат работите во Македонија. Мислам дека нашата опозиција има потреба од НДМ и од нашата економска програма. Ние она што го нудиме, оние 25 мерки се многу радикални и ние една партија до сега нема храброст тоа да го понуди. Ние нудиме значи заштедување на 50% од буџетот, намалување на даноците драстично, исто така 10 години мораториум за вработување во државна администрација, 10 години мораториум за набавка на автомобили и мебел во државните органи, исто така во рок од 10 години сакаме да намалиме нашата администрација за 50%. Тие мерки никој нема храброст да ги понуди, сакаме едноставно да ги заштедиме парите на граѓаните. Исто така нудиме укинување на МТВ. Мислиме дека МТВ секогаш ќе биде владено гласило и без потребно граѓаните се оптеретуваат со таа давачка за МТВ. Многу министерства сакаме да укинеме, многу агенции,
Мислиме дека државата има над 200.000 административци, половина од тие не знаат што прават, само го трошат народниот денар. Таквите драстични мерки се согласно нашиот слоган за радикални промени во Македонија. Значи такви радикални мерки не е на друга партија, значи меѓу кои се да се не ги предложи. Па да, значи ние на партија не нуди дека ќе ги отпушти полуодработените во рок од 10 години. Такво нешто никој не нуди, бидејќи е опасно да се тоа каже. Ние го надаме тоа, имаме храброст да го кажеме. Мислиме дека мора да се престане со партиските војски, со партиските администрации, мораме да ги намалиме даноците и меѓу другото НДМ е десничарска, односно десно од центарот. Ние нудиме значи мали даноци, мала администрација, мал буџет и исто така планираме во рок од 10 години да намалиме нашата задолженост на Македонија за 50%. Значи тоа значи враќање на сите долгови, да не се завеќе задолжуваме, бидејќи сме на патот кон банкрот како што е Грција.